Добро вечер, го следите најновото издание на Дневникот. Јас сум Ивана Алексовска, а ова се настаните на денот. Кумановци реагираат. Во аптеките нема одредени лекови. МВР лани издало повеќе лични документи од 2021 година. Лука Стојковски надежен голман од Куманово. Кумановци реагираат дека во аптеките недостигаат одредени лекови. Ова го потврдуваат и од Сдруженијето на матични лекари. Информираат дека фалат лекови и за ординациите. Недостигаат антибиотици за деца, лекови за итни случаи, но и хронично болни. Хронично болните, особено лицата со срцеви заболувања, бубрежно болните, ревматските заболувања не можат да ги најдат препишаните лекови во аптеките. Реагираат на сериозни проблеми со дефицит на одредени лекови, па мора да бараат замена за медикаменти од други произведувачи. Затоа дополнително се советуваат со лекарите и носат нови рецепти. Дел од нив се принудени и лековите да ги бараат во соседните држави. Многу има недостаток, еве кај јас сум болен, хронично болен сум. Пројдат граница преко Прешва, па на тамо, Бујановци, Врања тамо, и да тамо. Па нема. И тоа ако има, све са приватни. Матичните лекари потврдуваат дека и пациентите, но и ординациите се соочуваат со недостаток на одредени лекови. Недостасуваат, велат, и антибиотици за деца, како и за итни случаи. Проблемот трае веќе 2 месеца. Многу лекови сега, дали табеларно или ампуларно, не достигат во Македонија, поради што аптеките не употребуваат, пошто сите тие што се во вид на таблети или на капсули, има многу краток рок. Они се плашат да земат, да не помојме на рок и после треба да ги отврлат. Сите сме свесни дека популацијата во Македонија старува. Она логистика на млади луѓе, на жалост, веќе не е во Македонија. Луѓе бегат и старите луѓе треба да доаѓат кај нас почесто, пошто не може да ги најдат пуно лекови. Еве, антибиотици моментално, значи, ампулидендација на 2 грама нема, цефуроксин, зинат, позната, што го пијат децата, што му помага, значи, хронично, тие нема 250, цефаклор од 250 со 25 милиграма за деца, и тоа го нема оддавна, не знаеме со што друг лек да го лечиме, пошто сите мајки тражат тој лек, или ние одлучуваме, пошто се лек сум пошироко десо, малку од другите лекови, него се станеме некој друг лек го замолиме, дури да најдат да пишеме друг лек. Да не збориме за ампуларна терапија, што е итно за ординација, има и неколку лека, тие се лекови за коронарна инсуфициенција, за подигане на железо во крвта, кога не може да пијат таблети, пациенти треба ампуларна за да го покачаме нивото на железото во крвта. Нема витамини, нема спазмекс, нема нифлам, нема и пуно други лекови што треба да ги држиме ние во кутија за итни случаи. Од Сдруженијето на матични лекари на Куманово бараат фондот и Министерството за здравство да го сменат режимот на пишување лекови, да се прошири позитивната листа, но и формата на пакување, односно да се зголеми бројот на таблети. Режимот на лекови препишува да се менува, да може матични лекар да не ги праќа за банални работи до интернет, до секундарна, терцијална лекови, да ги пише директно матичен лекар, пошто сме ние едуцирани, можда повеќе од нив што работат во секундарна, терцијална последни години. Значи, за еден лек, за да се симне холестерол, сега треба да го пратиш да надеш термин, а и нема термини. Нема, во цела Македонија нема термини, не отварат термини, нападка нема. Аптеки барат, ама нема. Лековите што ги овие ќе ги земат антибиотици, неколку што фалат моментално 2 месеца, ги нема во тржиште, пошто не се произведуваат кај нас, или во Србија, Хрватска, било која држава, они ги земат, ги купуваме и фондот ги стави на позитивна листа сега. И да се прошири позитивна листа со лекови. Исто така, да се мени и формата на пакувањето. Значи,
ако земам еден пациент една со хипертензија, со покачен крвен притисок, зема за 20 дена. Зашто да нема за 50, како што е во Германија 100 таблети, во некои други земји има 50 таблети, во некои други земји има 100 таблети. Здравствените работници бараат итно решавање на проблемот со недостаток на лекови, бидејќи велат ненавремено лекување може да предизвика уште поголеми компликации и оштетувања. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во објава преку својот Facebook профил соопшти дека во 2022 споредбено со 2021 година се бележи зголемување на издадените пасоши за 40.435 и на личните карти за 43.028. Издадени лични документи во 2022 година, лични карти 364.244 и пасоши 387.208. Споредбено во 2022 со 2021 година бележиме зголемување од 40.435 издадени пасоши и зголемување од 43.028 издадени лични карти, напиша Спасовски. Упатува апел до граѓаните да ги проверат своите лични документи, посебно важноста на патните исправи, и ако имаат потреба од издавање на нови, навремено да ја отпочнат процедурата за да се избегнат летните гужви. Православните верници утре го празнуваат големиот христијански празник Водици Богојавление. Традиционално по светата литургија и осветување на водата граѓаните доброволно скокаат по крстот, со надеж дека ќе им донесе среќа годинава. Празникот е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован. И оваа година на самиот празник како главен настан ќе се служи света божествена литургија, после која богослужба ќе се изврши голем богојавленски водосвет и потоа и ќе се спушти, ќе се остави крстот Господов во водата за да биде осветена, по кој што ќе влезат оние што сакаат да се искапат со вера во осветената вода, при тоа сите тие што ќе влезат во осветената вода не треба да забораваат дека учествуваат во голем свештен црковен празник и треба сите да внимаваме да не ја нарушиме светоста на празникот со меѓусебно туркање или пак со непотребно препирање околу фаќањето на крстот, затоа што најважно всушност е допирот со осветената вода за сите нас. Допирот со осветената вода од која што ја примаме Божјата благодат, но која што Божја благодат не действува автоматски или механички, туку само со права и цврста вера во Бог Света Троица. Поканети се сите православни верници да учествуваат на празникот и после на светата литургија, после која што литургија ќе може да нацрпат од осветената вода и сите ние да се поклониме на јавувањето на Бог Света Троица со права вера, со цврста непоколеблива православна вера. Кумановските пожарникари во текот на изминатото деноноќие бележат 2 интервенции, информира регионалниот центар за управување со кризи. Првата интервенција била на опожарен контейнер за смет на улица Октомвриска револуција, а втората на опожарен смет на железничка станица. Илина Арсовска, ученичка од 9-то оделение при Општинско основно училиште Кочо Рацин Куманово, која освои бронзен медал во категоријата јуниори на меморијалниот надпревар по математика на Природно-математичкиот факултет во Скопје, заедно со својата менторка Марина Величковска, професорка по математика, беа примени во Општина Куманово. Илина освои 2 сребрени медали и 1 бронзен, таа е прва ученичка од нашата земја која постигна врвен успех на надпреварот кој има олимписки карактер, каде право на учество имаат само поканети ученици од Сојузот на математичари.
Со освоените поени се пласирала и за настап на Европската женска математичка олимпијада, но поради возраста засега нема да учествува. На денешниот прием во општина Куманово честитки за постигнатиот успех и упатија председателката на Советот на општината и раководителот на секторот за образование, посакувајќи уште повисоки достигнувања. Во Занајчискиот дом синоќа се одржа третото издание на ревија на народни носии во организација на Етнофолк студио од Куманово. Настапот се организира со поддршка на општината. Народни носии од различни етнички заедници вчера вечер беа дел од третото издание на ревијата во организација на Етнофолк студио која се одржа во Занајчискиот дом. На сцената беа прикажани 19 носии кои го отсликуваат културно-историското богатство на Кумановскиот крај. Настанот се организира со поддршка на општината. Тука се етникуси, босанци, доселеници, српски костими ки имаме тука, ки имаме влашки костими, турски костими, така да од сите етникуси кои живеат во Македонија. Моментално ќе биде представени 19 костима, облековни, значи со облековни елементи, значи нашиот ансамбл е богат со облековните елементи, да видат како изгледале, значи во минатото како се нашите баби и дедовци облекувале. Ревијата беше збогатена со песна и игра од членовите на Етнофолк студио, која годинава одбележува мал јубилеј, 5 години од своето постоење. На културно-уметничката вечер присуствуваа председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска, членови на Советот на општина Куманово, представници на општината и останати гости. Градоначалникот на општина Куманово, Максим Димитриевски, во гостувањето во емисија на национална телевизија информираше дека Куманово е првата општина во државата што има воведено комплетно бесплатен автобуски превоз за сите граѓани на територија на општината. Од трета најзадолжена општина во државата наследи в долгови од некаде 11,5 милиони евра. Денеска Куманово е една од финансиски најстабилните општини. Ги вративме сите долгови, на сметка имаме некаде околу 200 милиони денари, рече Димитриевски. Дополни дека во првиот мандат заедно со тимот се направени околу 400 проекти за вкупно 4 години, почнувајќи од кружни текови, асфалтирање во рурални, урбани средини, дополнителни инвестиции во образованието, од каде што 4 средни училишта, скоро 3 се комплетно реконструирани. Кумановецот Лука Стојковски е млад и надежен голман кој од мали нозе започнал да се занимава со фудбалот. Кариерата е започнал во ФК Речица, потоа продолжил во Вардар, каде што макотрпно работел во повеќе селекции. Сега на 19 годишна возраст е слободен играч и се надева на нов ангажман кој уште повеќе ќе придонесе Лука да се развие во успешен голман. Лука Стојковски, кажи ни од кога се занимаваш со фудбалот, на која годишна возраст започна? Јас започнав на 7 години да се бавам со фудбал. Прво почнав да играм во фудбалскиот клуб ФК Речица. Таму ги почнав првите моите почетоци. Потоа заминав во фудбалскиот клуб ФК Вардар. Таму беше мојот братучет Немања Стојковиќ. Он играше во фудбалскиот клуб ФК Вардар. Тие немаат голман и јас отидов нормално таму во ФК Вардар. Таму ги почнав после моите 13 години, веќе таму бев од најтрофениот македонски фудбалски клуб. Таму поминав сите генерации, сите младински категории ги поминав таму. Освоив многу купови со младински категории. Кога бевме помлади пионери со тренерот Филип Деспотовски освоивме двојна круна. После тоа кога завршив со младинските категории, ме пробација во првата екипа на ФК Вардар. Таму бев 3 години и сега сум моментално без клуб. Кажи ми, кој ти беше првиот тренер кога започна да се занимаваш со голман? Првиот тренер ми беше Мане Манев, после ми беше Драган Мутибарич, после неговиот син Слободан Мутибарич, Љупчо Кметовски, Саша Илич и тие. Од тие тренери, од кого најповеќе научи нешто на позицијата голман да станеш успешен? Од сите научив по нешто, секој тренер има своја практика на работење. Например, од Саша Илич научив некои работи што ми беа за поставување на гол, он не поставуваше како треба да се понашаме на терен, да бидеме така. Од Суат Зендели исто, тренер што сум многу презадоволен од него, ми помогна многу. Бев во фудбалска академија, таму учев школа, 4 години се бавев
во таа школа и така. За време на 13 годишното учество во Вардар, што научи најповеќе како голман и колку тоа ќе ти значи понатаму за кариерата? Тоа ми даде мотив плюс како да се понашам во другите клубови, да бидам над сите, за да можам да покажам после кога ќе отидам во други клубови да каков пристап да имам према други играчи, на пример други тренери, да поштувам како до сега што сум правил. Сега моментално си рече слободен, имаш веројатно многу понуди и размислуваш што понатаму? Да, имам многу понуди, размислувам околу фудбалски клубови, за сега ќе видиме што како ќе биде, здравје за брзо време ќе се реши во кој фудбалски клуб ќе продолжам мојата фудбалска кариера. Имаш веројатно и сон еден ден, можеби со успех голема работа, да бидеш можеби голман на нашата репрезентација по примерот на нашиот кумановец Столе Димитриевски. Така, дај Боже, ништо не е чудно да се биде на репрезентацијата на Македонија голман. Јас сакам да бидам, не дека не. Тоа ми е мотив, сакам да бранам за Македонија, да ги бранам боите црвено-жолта. Столе ми е исто и омилен голман, али највише ми е исто Тер Штеген. А што е потребно да станеш добар голман? Ти си прошол низ многу селекции. Кои се твоите совети на твоите врсници и на помладите да станат добри голмани? Па јас како имам си мој принцип на работа, кога работам, треба да пратам мојот тренер што кажува, да го практикувам он што ќе ја покаже на пример вежбата, јас мора да го испратам како што треба. И после јас морам да ја покажам на сите вежбата за да можам да ја направам како што треба. Колку ти значи на тебе спортот во животот, бидејќи секој млад човек што се занимава со спорт придонесува за неговото добро психофизичко здравје? Како што реков, јас почнав од мали нозе, мојата фамилија исто. Сите, мојот татко, мојот брат почнаа сите од мали нозе, цела фамилија играме фудбал, така да јас планирам најмалку да играм цел живот фудбал, сакам, тоа ми е професија да се бавам со фудбал. Сега каде ќе продолжам мојата кариера ќе видиме, али мислам дека уште дај Боже негде во странство да биде, па и така и така. Една порака за твоите врсници, младите генерации кои денеска живеат во едно друго време со многу повеќе компјутери и лаптопови, што би ги советувал? Па ги советувам да не седат на компјутери и лаптопови, зашто нешто е најдобро да играш фудбал, зашто го гледа тоа целиот свет. Светското првенство представува нешто најдобро, затоа што гледаме кога играш светско првенство, цел свет те гледа, или европско првенство те гледа целиот свет. И тоа е нешто најдобро да гледаш фудбал, така да ја мислам фудбалот е нешто најдобро. Фудбалот е мојот живот, што се вика. Колку ти даваат подршка твоите родители во целата оваа работа и твојот брат, што те советуваат? Па да, имам огромна подршка од моите родители, што и да го правам за фудбал ги прашувам прво нив како да биде. Имам така како што реков, имам огромна подршка, ми даваат секој ден мотив за утакмица, надпревари како да се понашам на терен према кога ќе излезам на пример ван терен, како да се понашам да бидам пристоен и така. Полицијата ја пронајде 12-годишната Кумановка која беше пријавена за исчезната. На 16 месецов по извршено пребарување и оперативни проверки на терен од страна на полициски службеници од СВР Куманово пронајдена е во добра здравствена состојба. 19-годишната Кумановка за која на 15 месецов нејзиниот татко пријави дека се оддалечила од домот. Информираат денеска од секторот за внатрешни работи Куманово. Ние ќе се држиме согласно законските одредби и во моментот кога парламентот ќе прогласи избори ќе учествуваме како Сдружение на граѓани. Ова го изјави денеска градоначалникот на општина Куманово Максим Димитриевски. Состојбата во државата тој дефинираше како една лимбо ситуација или една општа аморфна маса, во која што секој се наоѓа себе си во одреден дел без разлика дали се работи на позицијата или пак на опозицијата. Димитриевски истакна дека македонците ја губат државата секојдневно и тоа мора да се спречи. И во продолжение вести од Македонија новинар Елена Георгиевска.
Премиерот Димитар Ковачевски денеска повика на единство за членство во Европската Унија, додавајќи дека се е во наши раце. На заедничка пресконференција со вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричиќ, премиерот рече дека некои одлуки треба да се донесат поради сите граѓани во државата. Без оглед на партиската припадност, мора да има конструктивност во име на граѓаните и единството. Имаме многу проблеми како држава, на старт на преговори сме и имаме јасно поставена цел – членство во Европската Унија до 2030 година. Цел која е можеби преоптимистична, но и не невозможна, рече Ковачевски. Тој во обраќањето кажа дека ниту едно политичко прашање нема да му го одлече вниманието од евроинтеграциите. Имаме јасен план и поставена цел дополнителна движечка сила за побрз реформски процес. Сега треба да се фокусираме на спроведување на реформската агенда, потенцираше Ковачевски. Стопанската комора на Македонија испратила допис до премиерот и до министерот за економија за прецизно и конкретно објаснување на Законот за заштита на потрошувачи во делот на декларациите што треба да содржат податоци и на македонски и на албански јазик. Најспорен е членот 6 кој ја наметна обврската на трговците, а инстантната примена не им остави простор за приспособување. И вице-премиерот Фатмир Битики се согласува дека клучниот проблем е што не е направена преодна одредба со Законот за потрошувачи, а со неа увозниците и трговците ќе добиеја време да ги потрошат залихите на компаниите додека не им стигнат нови печатени декларации. Дел од трговците стравуваат од високи казни и се надеваат дека нема веднаш да им бидат пишани казни, туку само превентивни опомени од пазарните инспектори. Според Законот за заштита на потрошувачи, донесен по скратена постапка на 15 ноември и кој е на сила, освен на македонски или на некој друг јазик, сите потребни информации за производот мора да бидат истакнати и на албански јазик. За да ја исполнат оваа обврска, сите приватни субјекти мора да ангажираат преведувач, што е дополнителен и непотребен трошок во економската криза. Пратеникот од Хрватскиот парламент Бојан Главашевиќ на Твитер објави дека оваа година треба да стапи на сила договорот за роаминг, според кој сите повици на мобилни телефони и мобилен интернет во Западен Балкан и во ЕУ ќе се плаќаат по исти цени како во матичните земји. Главашевиќ рече дека оваа идеја постои одамна, но дека сега е блиску до реализација. А истото правило е на сила веќе извесно време меѓу членките на ЕУ. Според него договорот треба да ги вклучи сите земји од Западен Балкан, Босна и Херцеговина, Србија, Македонија и останати, односно оние кои се вклучени на кој било начин во процесот на пристапување во Европската Унија. На прашањето кои цени ќе ги опфати договорот, односно дали ги опфаќа и телефонските разговори и интернет сообраќајот, Главашевиќ одговори потврдно. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со услови за дожд. Максималната температура се искачи до 17 степени, а минималната беше 9 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со услови за дожд. Дневната температура ќе достигне 13 степени, а утринската ќе биде 3 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вашето внимание. Имајте пријатна вечер.